до Центарот за управување со кризи на бројот 112, но и на други начини, вклучително и на социјалните мрежи, секојдневно пристигнуваат голем број на пријави од граѓаните за постојање на различни видови на опасност која што го загрозува нивниот живот, здравје или имот. Една од таквите опасности е ова опасна раскрстица, ново изградена, пуштена пред неколку месеци, на која што веќе се случија неколку сообраќајни несреќи и иако истата е уредно обележена со соодветна сигнализација, сепак кај возачите и кај останатите учесници во сообраќајот настануваат нејасноти околу правенството на премин, поради што и се случија овие неколку сообраќајни несреќи, но и секојдневно граѓаните се изложени на зголемена опасност. Од овие причини, Центарот за управување со кризи до градот Скопје поднесе барање на оваа раскрсница да бидат поставени семафори кои што ќе го регулираат сообраќајот или уште подобро да биде изработен еден модерен кружен тек кој што уште повеќе ќе го олесни, ќе го направи побезбеден сообраќајот на самата раскрсница. На тој начин ќе бидат заштитени и животот, и здравјето, и имотот на граѓаните. Се работи за исклучително прометна раскрсница која што се наоѓа пред самиот објект на СВР Скопје, но исто така на 50 на метри се наоѓа и влезот во Воената академија, која што е во склоп на армиската касарна, каде исто така се наоѓа и дирекцијата за заштита и спасување и уште неколку институции. Некаде 50 на метри позади мене се наоѓа и поликлиниката Јане Сандански, каде што исто така има голема фреквенција на луѓе, но навсекаде околу мене има поранешни згради и ново изградени згради во кои што живее голем број на население, поради што концентрацијата на луѓе кои што се движат преку оваа раскрсница е навистина голема. Затоа го повикувам градот Скопје да се обидат да ги упростат бюрократските процедури на кои што секогаш се повикуваат кога треба да се преземе еден ваков зафат, бидејќи процедурите служат да го олеснат животот на граѓаните, воедно да го направат побезбеден. Бараме итно да се најде решение и итно на оваа раскрсница да бидат поставени семафори, а воедно да се започне со проекција на еден кружен тек. При тоа ваквите идеи за семафори или за кружен тек доаѓаат од самите граѓани кои што, како што веќе кажав, секојдневно до нас пријавуваат опасност на оваа раскрсница, но воедно и нудат решенија. Центарот за управување со кризи покрај ова опасност, како што реков, секојдневно добива и пријави за други опасности. Го потсетуваме градот Скопје, со кој што остваривме координативна средба пред неколку дена, дека очекуваме пред новиот Джевахир мол, кој што е во склоп на Sky City или познатите турски 40-катници во општина Аеродром на булевар Србија, да биде изграден исто така кружен тек или евентуално семафори, иако кружниот тек е поидеално решение, затоа што возилата кои што излегуваат од насока на 40-катниците и возилата од споредната улица од Реовскиот центар Аеродром секојдневно се случуваат со голема опасност и воедно секојдневно во текот на целиот ден сме сведоци како пешаци, односно граѓани, претрчуваат преку булеварот, сечејќи и сите коловозни ленти, изложувајќи се при тоа на голем ризик, затоа што блиските семафори се 800 метри оддалечени од граѓаните, односно помеѓу семафорите има околу 800 метри. Бараме градот итно да уреди еден пешачки премин со семафори, но воедно да ја разгледа можноста и да биде изграден еден кружен тек. Истовремено информираме дека нема напредок околу иницијацијата на Центарот за управување со кризи за проширување на пешачкиот остров на булевар Србија и тоа од насока од трговскиот центар Бисер кон трговскиот центар Лиса. Овој пешачки остров, но и оној спроти него се многу тесни, кога на него стоат граѓани со велосипед, велосипедот едноставно со дел од тркалото доаѓа на коловозната лента. Се работи за исклучително прометен пешачки премин, исклучително прометен пешачки остров, на кој што во најфреквентните периоди стојат десетици луѓе набиени еден до друг, а при тоа напоменувам дека возилата кои што многу често се движат со пречекорување на брзината, знаат да се движат и со 100 км на час од насока на Цементарница кон мостот Близнак, кој што се наоѓа од другата страна на булеварот.
Воедно, за крај ги повикуваме сите граѓани кои што ќе забележат било каква опасност на било кое место на територијата на државата да се јават на бројот 112, истата да ја пријават. Операторите од 112 ќе го примат повикот и ќе го проследат во нашиот сектор за операции и координации, кој што понатаму ги бара надлежните институции, кои што често знаат да си ја префрлат својата надлежност, но тоа е наша работа, работа на Центарот за управување со кризи, кој што досега умешно ги координира институциите, доколку е потребно ги повикуваме они институции кои што си ја префрлаат одговорност едни на други, разговараме со нив и барем за сега наоѓаме решение. Некогаш поспоро, но многу често институциите знаат да реагираат и брзо, за што посебно сме благодарни.